Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Голем интерес за користење на грант средства за самовработување во Прилеп. Индустријата во Македонија останува без работници, најголем пат во рударството. Маркетите да не ги покачуваат цените на производите неосновано, порача денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Интензивни подготовки на новата представа Ловец во ршта на Прилепскиот театар. Времето денеска променливо облачно и топло. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Денеска 3 јули, последен ден од јавниот повик за поднесување апликации за вклучување во програмата за самовработување од оперативниот план. Во Центарот за вработување Прилеп заинтересираноста е голема, особено кај младите до 29 години, за кои предвидени се грант неповратни средства до 10.000 евра, а доколку се повратници од странство дополнителни 10% или 11.000 евра. За автолемар, ја за собствен бизнес да се развивам. Па очекувам повеќе придобивка. Работам, да, ама како непрофесионално. За подобри услови за работилница, па повеќе придобивка, повеќе успех. Ќе ми помогне, да, при развој. До сега си аплицирал или Прв пат аплицирам. Јас сум Илина Конеска Милошевска. На овој проект се пријавив после 15 години моје работно искуство и ја користам ова прилика за да можам да ја реализирам една од моите идеи. Првична идеја ми е отварање на мултифункционален едукативен центар, каде што ќе се развиваат покрај едукативни вештини и вештини за идни. И сме спремни, иновативни и креативни да отвориме свој собствен бизнес. Ги охрабрувам оние кои што аплицирале досега да ги следат насоките и од кои што ги даде и заменикот министер за економија и труд и непочитуваната директорка на Инова. И верувам дека од овие 316 апликанти досега, дека и ќе имаме зголемен број и дека најголем дел од нив ќе учествуваат, односно ќе добијат средства за да отворат собствен бизнис. Со тоа и затоа сум тука присутен да работиме на подобрување на пазарот на трудот, односно да имаме што е можно повеќе луѓе кои што се вработени, особено оние кои што сами ќе се вработат и со тоа, како што спомнаја и заменикот министер и директорката, ја намалуваме директно стапката на невработеност, таа спаѓа се подолу и сметам дека во иднина Прилеп треба да биде општина која што ќе има. Македонската индустрија и натаму се соочува со намалување на бројот на вработени, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. И во мај годинава е регистриран пад на бројот на работници, при што најизразено намалување има во рударството и во дел од традиционалните производствени дејности. Според статистичките податоци, во мај 2026 бројот на вработени во индустријата е помал за 2,6% во споредба со истиот месец минатата година. Негативен тренд е присутен и во периодот од јануари до мај, кога вкупниот број на работници е намален за 3% на годишно ниво. Од друга страна, дел од индустриските дејности бележат позитивни резултати. Најголем раст на вработени има во производството на тутунски производи 16,9%, потоа во производството на компјутерски, електронски и оптички производи со 13,4%, како и во производството на пијалаци, каде што бројот на работници е зголемен за 3,5%.
Можно е намалување на инфлацијата бидејќи воениот конфликт заврши и цената на енергенсите се нормализира. Очекуваме инфлацијата да ја доведеме на едно пригодно ниво од 3%, посочи денеска од Прилеп заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески, кој апелираше до маркетите неосновано да не ги покачуваат цените во период кога се прават максимални инспекцијски надзори. Со маркетите веќе имавме средба во кабинетот на премиерот и се договоривме да не ги покачуваат неосновано цените на производите, односно во исто така договоривме дека овој период ќе имаме и максимален надзор од страна на пазарната инспекција, буквално на сите маркети, дистрибутери, добавувачи, производители, да видиме каде има поголеми маржи, доколку има поголеми неосновани маржи, да можат да се намалат или да бидат на исто ниво со цел да не се зголемуваат цените, а со тоа да го заштитиме стандардот на граѓаните. Да напоменам и тоа дека Македонија има најниски цени на Балканот и во Европа, тоа го кажа и Евростат, меѓутоа се уште има простор да инфлацијата, стапката на инфлација, која е исто така најниска на Балканот и малку е зголемена поради воениот конфликт, да оди надолу доколку сето тоа добро се изменаџира, бидејќи наредната недела веќе има најава за состанок со увозниците и дистрибутерите на бар оние основни прехранбени производи кои што се дистрибуираат во маркетите, се потребни за едно просечно македонско семејство. Во Прилепскиот театар се интензивираат пробите за представата Ловец во ршта по истоимениот роман на Дж.Д. Селингер, што ја режисира Мартин Кочовски. Режисерот вели дека представата ќе представува еден вид кратка историја на подемот и падот на индивидуата од средината на минатиот век до денес, со субјективна визија за судбината на индивидуата во блиската иднина. Драматизацијата е на Лидија Ѓорѓиевска, за сценографијата е задолжен Филип Јовановски, за костимите Јулијана Војкова, за музиката Пеце Трајковски Брада, а учествуваат и Давид Скерлевски и Ана Митоска. Во представата, поддржана од Министерството за култура и туризам, игра поголемиот дел од ансамблот на театарот, а премиерата ќе се случи на крајот од оваа театарска сезона во средината на јули. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, во попладневните часови се очекува нестабилност во повеќе делови од земјата. Од Управата за хидрометеоролошки работи предупредуваат дека на одделни места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен дожд од над 15 литри на квадратен метар, ветер со брзина поголема од 60 км на час и можна појава на невреме проследено со град. Во Прилеп слично време, а во попладневните часови во делови од Пелагонија ќе има услови за повремени врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе достигне до 29 степени. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, 2026.